Па вака сега на политичката психологија тоа е многу познато дека однесувањето на авторитетите, тоест нели во случајот политичарите и сите оние кои што имаат моќ, имаат и како големо влијание и на поединецот, на неговото однесување, дури и на размислувањето. Доколку тие покажуваат напад, неконструктивност, отфрлање, негирање, без да се даде некоја конструктивна тема, некој конструктивно решение. Секако дека тоа влијае на индивидуата на исти начин. Значи, ние нашите морални вредности, всушност ги градиме точно со авторитетот кој што го следиме. Нели? Тие се нашите показатели за надвор како да се однесуваме. Многу често тоа создава биполарност во темите и доколку народот предходно континуирано е изложен на такви негативни наративи, е создаден веќе тој антагонизам, значи менталното здравје како започнува да страда. Тоест, ние започнуваме да градиме однос кон другите луѓе со напад, со скептичност, со недоверба, и другиот ефект е загуба на доверба во се, никаква иницијација од нас немаме желба да потегнеме за да направиме нешто да се промени. Значи, едноставно, накратко кажано, го прифаќаме тоа негативно, колку и да не сме свесни за тоа и се однесуваме исто така. Многу е полесно да ги прифатиме штетните говори. Некако низ годините имаме искуство дека многу е полесно кога некој ќе нападнеме. Тоа значи дека веќе нашето општество и како живее во таа биполарност или антагонизам кој што нели дури и веќе кога ќе видиме можеби некое добро решение, ние сепак започнуваме негативно да се однесуваме кон него со недоверба и го отфрламе. Значи, нема рационална мисла, тој антагонизам, сето тоа штетно влијание создава голема недоверба и во изборот понатаму, и во решенијата што ги земеме, и во односот, па дури и во семејствата, нели? Се менува целосно начинот на размислување.